Вчера беше одбележана 2-годишнината од потпишувањето на Преспанскиот договор, договор кој многумина го нарекоа историски, затоа што го заврши повеќе деценискиот спор помеѓу нашата држава и соседна Грција. Токму овој договор ќе биде во фокус на мојот следен разговор. Со мене во студиото е Благој Насовски. Добро утро. Добро утро. Ве повикавме да го продискутираме овој договор по големиот дел од насловите, но и од реакциите во текот на вчерашниот ден беа тоа дека договорот ги исполни очекувањата, не зачлени во НАТО и не донесе пред прагот на Европската унија. Практично веќе ги нема изговори Европската унија да не држи подалеку од своите порти. Ги исполнили очекувањата договорот и дали зачленувањата во ЕУ и НАТО ни беа единственото очекување од овој договор? На почетокот ќе направам една мала дигресија и паралела. Всушност самиот договор, самиот проблем околу нашето уставно име се создаде уште со создавањето на Македонија како независна држава во 1991 година. Морам да напоменам пред вашите гледачи, пред целата македонска јавност дека проблемот околу уставното име или проблемот со името, како што го нарекува во меѓународната дипломатија сите засегнати страни, е без преседан. Во светот немаше ситуација иста или слична една држава на соседната да ја го негира правото на незиното име. Значи, сакам да напоменам дека не постои човек кој меѓународен дипломат, особено во Македонија, не постои политичар кој не знаел или не сваќал дека меѓународното право е целосно на наша страна. Но ние секогаш кога преговаравме или разговаравме околу разликите околу нашето име со јужните соседи, со грците, со нивните официјални политички власти во изминативе 30 години пред да се потпише овој историски договор, ние едноставно не сваќавме или не сакавме да прифатиме дека ние се наоѓаме во една длабока асиметрична позиција. Грција е земја членка на Европската унија и на НАТО долги години. Грција има многу поповолна и покредибилна позиција во меѓународниот свет изградено. Или може би го сваќавме тоа, но не сакавме да го немавме сила да го промениме. Не сакавме едноставно со тоа да се помириме. Значи ние велевме, ги баравме тие меѓународни канали каде што ние ќе го кажуваме нашиот аргумент дека ние сме во право. Апсолутно сите меѓународни авторитети од Европската унија знаеа дека ние сме во право и дека не е нормално да кажам и апсурдно на една земја да и се наметнува да го смени своето уставно име или да и се негира правото на државното себеименување. Но од друга страна, после 2008 година на самитот во НАТО, кога ние добивме вето од страна на Грција, грчката држава и грчката дипломатија, и од тој момент единствен услов за наше зачленување во НАТО и почнување на преговорите беше однапред да се најде решение и да се затвори овој процес. Јас мислам дека тогаш ѓаволот ја однесе шегата. Ние свативме дека од тој момент ќе бидеме тотално блокирани во нашите европски и евроатлантски интеграции. А до 2008 не знаевме дека ќе бидеме блокирани? До 2008 ние се повикувавме на времената спогодба од 95-та со која Грција се обврза да не го блокира нашето европристапување и евроатлантско интегрирање, но едноставно таа го искористи инструментот на вето и од 2008 година, од самитот на НАТО до потпишувањето на договорот пред 2 години во 2018, значи ние бевме буквално ставени во ќош и изолирани буквално од сите наши евроатлантски интегрирања. Значи договорот беше услов без кој не се може ние да направиме да го направиме првиот чекор напред и автоматски да се интегрираме, односно да почне ратификацијата на нашето зачленување во НАТО, како што видовме почне, ние сме веќе 30-та полноправна земја членка на НАТО и како што знаеме веќе ќе ги отпочнеме преговорите со Европската унија, тој ќе биде еден долг преговарачки процес кој ќе трае да речеме 5-10 години, но крајот ќе финишира со полноправно членство и заокружување на нашето европско интегрирање. Сакам да напоменам дека договорот беше дипломатски исчекор создаден и по огромен притисок на меѓународната заедница, особено на западните дипломати, пред се во прв ред на американската, на германската, веројатно и на британската, за да се реши овој спор кој многумина го третира и како безбедност. Бидејќи, само да напоменам, многумина велеа дека доколку Македонија не се интегрира во НАТО и не ја зацврсти својата унитарна безбедност
и не ги отпочне преговорите со Европската унија, не се зачлени во Европската унија, Македонија на долг рок ќе биде држава која ќе тоне, внатрешно ќе се урушува и може да се соочи со меѓуетнички безбедносни импликации кои може да бувнат и да го разгорат, да речеме пак меѓуетничкиот проблем на Балканот помеѓу македонците и албанците, односно да има некои своевидни импликации во однос на решавањето на косовското прашање и Македонија беше ставана во еден ќош, во еден кјуб, да речеме, со Босна и Херцеговина и со Косово во исти кош, каде што Македонија беше држава без некоја предвидена иднина. На овој начин, со решавањето на спорот со името, Македонија е веќе во редот, да речеме, на земјите членки на НАТО и земјите кои имаат трасирана Европска унија. Од тој аспект договорот треба да се поддржи, но од друга страна се поставува прашањето каде што реков. Зашто нашите политички елити 30 години калкулира и се обвинуваа помеѓу себе си и нема една цврста заедничка црвена линија со која ќе ги бранат нашите позиции и ќе потпишат договор, да речеме, со грците за решавање на спорот со името уште во 90-тите години, кога нашите ќе бевме дел од НАТО и од Европска унија апсолутно, но и кога нашите позиции ќе беа, да речеме, многу подобри во однос на заштита на некои работи, односно кога грците не го поставуваа принципот на ерга омнес, односно сложено име за севкупна употреба. Значи тогаш, како што јас имам информации, сум, да речеме, релативно млад, но тогаш, како што знам, во 90-тите години, доколку имало поддршка од меѓународните партнери од американците, можело да се постигне договор само за создавање на едносложено име на Македонија, како што е сега Северна Македонија, за меѓународна употреба, а ние да го задржиме нашето уставно име за внатрешна употреба. Тие се изгубени шанси за кои наши политичари, пензионирани политичари, кажуваат во интервјуа во јавноста дека ако се погледне денешното решение и што ние добивме со Преспанскиот договор, ако некоја генерација политичка пред 20-30 години ја земела таа одговорност на свој грб, на свој плеки и создала договор, можеби ние ќе сме добиле поповолно решение. Од друга страна, ако не се постигнеше овој договор во 2018, ние ако уште 20-30 години преговаравме со грците, веројатно нашите позиции ќе беа уште полоши и ние некогаш, ако евентуално и хипотетички... Да, секој одолговлекување би ни наметнало нови проблеми. Така е во секој историски проблем, каде што се одложуваат решенијата, а послабата земја, односно онаа земја која ја нема меѓународната поддршка, добива секогаш на крајот полоше решение. Така е во случајот со Израел и Палестина, така е во случајот со Србија и Косово. Ова не беше лесно да се донесе вакво решение какво што е. Потребни беа одстапки, но и компромиси направени од двете страни, па еве кај соседите Ципрас кој го договараше Преспанскиот договор, ја загуби власта. Можеби овој договор имаше удел токму во изборните резултати внатре, но светот го оцени како навистина добро решение. Еве ке потсетам, вчера и американската амбасадорка на Твитер по повод втората годишнина напиша дека овој договор е пример за светот како се надменуваат различностите од минатото. Еве американската страна вели дека ова е пример во светот. До сега слушнавме уште неколку страни кои рекоа дека Заев и Ципрас го надминале моделот на балкански политичари со самото тоа што собрале храброст за да седнат и да го донесат ова решение. Секако имаше тука и дипломатска офанзива, да не заборавиме дека и меѓународниот фактор инсистираше да се донесе ова решение. Па сакам да ве прашам, бидејќи еве повторно ќе напоменам, воопшто не беше лесно. Дали овој договор ги отвора вратите за решавање на сите други тешки спорови на Балканот пред се, бидејќи знаеме дека Балканот за Европа е можеби попроблематично подрачје? Значи, така беше оценет, како што напоменавте вие, договорот како историско решение
и Заев и Ципрас беа оценети како визионери и храбри лидери кои и покрај, да речеме, препреките и незадоволството во сопствените внатрешни јавности, знаеме со какви, да речеме, несогласувања се соочуваше и Ципрас, ако ние сметаме, да речеме, од нашата десничарска провиниенција, од одреден круг на политички кругови дека ово е предавнички штетен договор по интересите на Македонија, но да не заборавиме, во Грција имаше огромни масовни протести кои беа поддржани и од тогашната опозиција, сегашна владеачка партија Нова демократија, од тогашната грчка православна црква и од десничарски организации кои може би се трудеа до последно да го срушат веќе договореното решение и тоа да не помине институционално низ каналите на Грција да биде ратификувано во грчкиот парламент. Во суштина, сите такви компромиси како што е Преспанскиот договор ќе бидат болни и тешки за секои две нации кои имаат историски проблем меѓу себе или некој историски спор. Нашиот спор беше условно кажано, еден спор околу идентитетско прашање, околу прашање на идентитетот на минатото, на атрибутите. Да, но јазикот и идентитетот се точно утврдени во овој договор. Да, сакам да кажам едноставно беше тоа оспорување на именување на една нација или на една држава. Од друга страна, косовското прашање е прашање на територија, на територијалност, каде што Косово има прогласено независност од 2008 година, но Косово е блокирано од страна на Русија и на Кина во Советот за безбедност да стане дел од Обединетите нации. Тука се сите меѓународни притисоци и дипломати да го решат косовското прашање и сите велеат дека по решавањето на проблемот со уставното име, односно проблемот со името меѓу Македонија и Грција, следно на ред е решавање на косовското прашање и создавање на функционален модел на интеграција на Босна и Херцеговина. Имаат ли притисок останатите балкански политичари по овој светот го оцени како успех на Заев и Ципрас? Имаат, само сакам да напоменам дека договор меѓу две држави со кои, како што напоменав, се носи историска одговорност на своите плеки, треба да најдете меѓу двајца рационални и двајца храбри политичари кои нема да прават компромиси со болната вистина која треба да им ја соопштат на својата јавност, која 30 години била подхранувана дека самата држава е во право во однос на тој историски спор. Значи, во Косово и во Србија да се реши косовското прашање и српските власти и косовските власти да седнат на маса и под притисок на меѓународната заедница, на американците и на германците да договорат решение со кое ќе бидат задоволени и двете страни, треба од двете страни на спорот, односно во Србија и во Косово, да имаме храбри политичари кои ќе имаат огромна волја да седнат и да направат компромисно решение со кое ќе го представат на јавноста дека тоа решение е најдобро за иднината на двете земји и дека во таквите спорови не може една земја да биде 100% задоволена. А мотивација за тоа веројатно ќе биде и исполнувањето на ветувањата од страна на Европската унија кон нас по овие отстапки кои ги направивме ние и Грчката. Значи ние станавме земја членка на НАТО, ги отпочнавме преговорите, 30 години ние бевме блокирани од страна на грците во однос на нашето европско и евроатланско интегрирање. Сега гледаме пораки од националистичката Нова демократија, која тогаш како опозицијска партија апсолутно се противеше на договорот. Сега гледаме пораки на поддршка, каде што кога добивме француското вето минатиот октомври за отпочнување на преговорите, грчкиот министер за надворешни работи Ден Диас кажа дека што побрзо треба на нашиот северен сосед да му се даде отпочнување на преговорите. Добивме, условно кажано, партнер во нашиот южен сосед кој до пред неколку години бил главен кочничар и блокатор на нашите европски... Токму тоа ми е следното прашање, бидејќи не очекуваат избори. Во едно интервју лидерот на СДСМ за утрински брифинг прашан дали стравува од тоа дека е можно во иднина доколку дојде опозицијската ВМРО-ДПМН на власт, за која знаеме како став има кон Преспанскиот договор да го укине, Заев рече дека стравува. Можно
можно ли е такво нешто да се случи со оглед на примерот кој сега го споменавте, дека и партијата на Мицотакис беше многу гласна против овој договор, па сега сепак се однесува како наш сојузник. Имаме ли гаранција дека кој да дојде на власт овој преспански договор ќе остане да се спроведува за иднината на Македонија? Може би ќе се заобиколуваат некои одредби, бидејќи како што кажавте ставот на ВМРО ДПМН е познат на јавност и е против договорот, тие го сметаат за капитулански, но не верувам дека самиот договор едноставно ќе се уруши и ќе пропадне и дека одново Грција ќе стави блокада овој пат во нашето европристапување, односно ќе става блокади на преговорите со Европската унија. Од проста причина што договорот е, како што кажавме, историски тежок, со еден огромен компромис постигнат. Позади договорот има меѓународни гарантори, тоа меѓународни гарантори од страна на Ангела Меркел, од страна на американската дипломатија, од страна на целата европска дипломатија и не верувам дека ќе се дозволи во иднина овој договор да биде едноставно рушен, за да одново и во иднина 30 или 20 години да имаат проблем меѓу функционирањето на македонската и грчката држава, одново да има блокади. Сметам дека и да дојде на власт ВМРО ДПМН и покрај нејзините противења на овој договор, тие ќе имаат една флоскула или една фраза дека договорот е штетен, но дека тој е меѓудржавен, тој е верификуван договор во Обединетите нации, дека на тој начин ќе мора да го почитуваат. Всушност таа е реториката и на Мицотакис дека договорот е штетен, но тоа е подпишано со верификација на грчката држава и дека он тоа мора да го почитува. Исто така сметам дека и од ВМРО ДПМН ќе има некои маневри, но за главно рушење на договорот не верувам дека ќе има простор од проста причина што кај нас се создаваат коалициски влади пред се со етничко-албански политички партнери. Ако видите во однос на договорот и Али Ахмет и Зијадин Села како најрелевантни политички фактори кои ќе ги добијат, да речеме, гласовите од албанците и ќе бидат репрезенти на албанците во парламентот, изрично велат дека ќе коалицираат со таа политичка партија која апсолутно ќе го почитува преспанскиот договор и апсолутно ќе го имплементира. Сакам да кажам дека ВМРО ДПМН и да дојде на власт и да направи надвор имаме гаранции и да направи политичка коалиција со, условно кажано, ДУИ или со Алијансата за албанците, не верувам дека албански етнички коалицијски партнер во владата овој пат би дозволил да се сруши тој договор и Македонија да биде одново блокирана во незините европски интеграции, особено ако бидем искрени, знаеме дека етничките партии на албанците кај нас се под големо влијание на меѓународната дипломатија, така што сметам дека меѓународните дипломати не би си дозволиле нови екскурзии, нови циркуси, да кажам, од двете страни на границите и овој договор да биде без иднина. Мислам дека има иднина. Бидејќи ги споменавме изборите, ќе го заокружиме овој разговор токму со прашање за изборите. Очекувате ли легитимни избори и добро спроведени, веќе прашам и од безбедносен, од здравствен аспект? Се надевам и апсолутно верувам дека од здравствено-безбедносен аспект ќе бидат испочитувани сите мерки и протоколи кои Министерството за здравство ги даде, значи за да превенираме, не дај Боже, поголем број на заразени. Тука сметам на функционалноста на институциите и сметам на свеста и совеста на сите граѓани кои треба да се однесуваат за време на изборниот ден и деновите предходно. За да бидат легитимни изборите треба да бидат признаени од сите политички чинители. Во Македонија тоа не често се случува. Сме имале примери кога опозицијата, кога ги губи изборите, да не ги признава резултатите. Овој пат се надевам дека нема да биде така, без разлика кој да победи, кој да изгуби. Доблесно е да се признае, бидејќи ќе имаме голем мониторинг од ОПС и ОДИХР. И да видиме другото и техничка влада која гарантира и техничка влада изминативе 100 дена за да има релевантен политички. Ако нема врска да има релевантен политички изборен циклус, од друга страна за волја на вистината, последните изборни циклуси во Македонија која се спроведувале биле многу подобри за разлика од минатото. Нема простор да не се признаат изборните резултати. На тој начин јас после 15 јули очекувам еден фер и демократски изборен надпревар во кој поразениот ќе ги призна изборите, а победникот ќе добие легитимитет да формира политичка влада и да се справува со економско-безбедносните ризици кои Македонија допрве чекаат. Така, легитимитетот е и такако битен на нашите власти и во однос на
на тоа дека допрва не очекуваат преговорите со И Европската со унија, Европската па ни унија, со треба справување една со функционална и легитимна влада. И со справување со економско-здравствените последици од корона кризата. Тој мандат нема воопшто да биде лесен за било која политичка партија која ќе го формира. Благој Чатанасовски, благодарам за овој разговор и за оваа анализа во денешниот утрински брифинг, за да го одбележиме 2 години од подпишувањето на Преспанскиот договор. Очекувам и во иднина многу да се разговара со оглед на тоа дека допрва имаме уште многу за спроведување од овој договор. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата.